Казна до животен затвор доби 74-годишниот штипенец Денис Сасанов, кој лани ја убил 79-годишната Борјанка Николова од Штип, пошто го расчленил незиното тело. Дел од незиниот труп беше пронајден во дворот од неговата куќа, а останатите делови од телото не беа пронајдени. Полицијата неколку дена трагаше и на депонијата Трештена скала во Штип. Судиката Јулијана Неткова денеска во Основниот суд во Штип го огласи за виновен Асанов и истакна дека убиството го извршил со умисла. На начин што со тврд предмет и задал неколку удари во пределот на градниот кош, од кои удари дошло до сериско скршување на 8 ребра од двете страни на градниот кош, и тоа 5 ребра од десната страна и 3 ребра од левата страна, крварење во меѓуребрената мускулатура и надмечување на белодробното ткиво, кое предизвикало нарушување на виталната функција на белите дробови, односно дишењето, пошто со остар предмет, нож, ја пресекол главата и нозете, од кои повреди настапила смрт кај оштетената. Асанов лани пред истражните органи првично призна вина, но подоцна пред судот ја смени изјавата, тврдејќи дека телото го пронашол во куќата. Во рок од една година судиите во Штипскиот основен суд за сторен фемицид имаат изречено 3 казни до животен затвор, од кои за Фадил Зејнелов, кој на свиреп начин ја уби 29-годишната Емилија Пешева. Втората е за Стојан Чезарков, кој со нож ја уби својата мајка, и третата пресуда е за Денис Асанов, кој лани ја уби Борјанка Николова.